Добре дојавте во Актуелна Тера, еви ги вестите на денот. Битола носи предлог стратегија за млади. Најава на голем ифтар во Битола. Можете ли да издржите 99 дена без Фејсбук? Рубен Смуратовски избран за актер на Европа. Во последно време се почесто се појавува дилемата дали најважна вест е временската прогноза или некој дефект или новина на Facebook, најдруштвената социјална мрежа. И велиме денеска почнуваме со Facebook. Неодамна е покренета кампања во која сите оние што сакаат да ја поддржат ќе мора да минат 99 дена без најпопуларната социјална мрежа Facebook. Името на проектот е 99 дена слобода, а негова цел е да се види како корисниците кои се зависни од Facebook ќе реагираат на разделбата од оваа социјална мрежа. Маја Погоевска. Дали некогаш сте се запрашале каков е животот без Facebook? Кампањата 99 дена слобода, покрената од група холанѓани, ги повикува сите оние кои што мислат дека можат да издржат 99 дена без Facebook. Вела дека оваа кампања е некој вид одговор на контроверзното истражување што компанијата Facebook неодамна го спровела, а во кое го испитуваше расположението кај корисниците во зависност од тоа какви вести преовладува на нивниот ньюсфид. Целта е да се докаже колку Facebook влијае на корисниците што се навлечени на оваа социјална мрежа. Секој корисник што мисли дека е доволно храбар може да учествува, а доволно е да се посети службената страница и да се преземе апликација со помош на која на сите онлайн пријатели ќе им се соопшти дека на 99 дена го напуштате Facebook. Во овој експеримент моментално учествуваат над 20.000 кандидати, а творците на кампањата, додека трае експериментот, ќе им испраќаат анкетни листови со кои учесниците ќе откријат како влијае оваа абстиненција на нив. Ги испраќаат на 33-тиот, 66-тиот и 99-тиот ден, за да видат како се справуваат без Facebook. Ако сте храбри, обидете се. Предлог стратегија за млади во општина Битола денеска се презентираше, се дискутираше за на крај да се достави до Советот на општина Битола, каде треба да биде изгласана. Оливера Михајловска. Почнаа во февруари годинава да работат на мапирање на потребите на младината во Битола, а денеска го изнесоа првиот резултат. Центарот за интеркултурен диалог од Куманово изминатиот период работеше на предлог стратегијата за млади на општина Битола, која денеска ја презентираа, дискутираа и крајно ќе ја достава до Битолскиот совет за гласање. Стратегијата е 5-годишна и според одржаните семинари, разговори и преговори, заклучиле дека најважно е младите да бидат вклучени во донесувањето одлуки и креирањето политики во општеството. Свесни се младите, дури во 63% дека тие се тие кои треба нешто да променат, 27% сметаат дека тие не можат и 10% дека општествената државна структура треба да носи промени. Според градоначалникот, оваа стратегија е канализирање на енергијата од младите. Во секој случај ми се допадна еден многу интересен податок кој што е правен со анкета и анализа, дека во најголемиот процент младите луѓе кажале дека нивниот живот зависи најмногу од нив самите, значи од нивната посветеност, нивниот избор и семејството. Потоа во многу помал процент зависи од некои други делови, а во најмал процент процениле дека зависи од општествените случувања во една земја. Значи изборот на секој човек, на секоја единка, кој што е посебна планета и посебен универзум, е индивидуален. Така што мислам дека ваквата индивидуалност на секој поединец, вклучена во еден систем наречен стратегија за млади, во иднина претпоставам и Совет за млади, е многу значено и е голем придонес. Младинскиот граѓански сектор, апатијата во младиот свет ја гледа во невклученоста во процесот на одлучување. Младите најважно е дека треба тие да се вклучат во секој опсек на дејство што го има, значи еден млад човек, дека треба да се вклучи во организација, во некаква невладина организација или во каков и да е активизам. Во секое тело што можно постои и кој ги нуди општината, нашата општина Битола, треба да биде вклучен, затоа да не се осеќа после дека нешто не испробал, не видел и затоа после мисли дека не е доволно вклучен. Но исто така и општината треба да даде некакви можности за младите да можат да се вклучуваат и да се осеќаат корисни во општеството. Ова стратегија значи е многу добар предлог, само најважно значи таа е стратегија направена за соработка измеѓу општината и невладините организации или издруженијата.
Од Центарот за интеркултурен диалог велат како општина сме ретки во смисла на поддршката која општината ја дава посебно преку изготвувањето и ставањето во функција на оваа стратегија за млади, која по донесувањето преку одредени заклучоци, мерки и активности планира да работи во фази со цел подобар живот за младите во Битола. На Пелистер, како што информиравме пред речиси 2 и повеќе недели, започна санацијата на свлечиштето. Од Националниот парк велат дека битолчани и ладовина бараат во сенките на Пелистер, а и холанѓани оделе горе. Со оглед на нашите развојни проекти, ние се уште, да речеме, во фаза на подготовка да можеме некои од туристичките локации да ги прилагодиме преку јавно-приватно партнерство со ново инвестирање, но тоа бара и извесен период на урбанистичка адаптација, бара и објавување на одредени тендери за добивање на јавно-приватно партнерство, че тоа ќе потрае, но што се однесува на бројот на посетителите, веројатно затоа што дури сега почна жешката сезона, да речем, се зголемува бројот на посетители во текот на денот, веројатно бегајќи од жестината во градот и барајќи лад во планината. Она што е константно, тоа е посетата на одредени помали групи кои на своја рака доаѓаат од Охрид, туристи од Холандија и од другите странски држави, кои што меѓу другото во агендата си имаат и посета на Битола, Пелистер и така натаму. Нема да ви се верува колку чини гиро во Охрид. Охриѓани бесни, сезоната пропаѓа. Под овој наслов речиси сите интернет портали пренесуваат изјава на загрижен угостител од Охрид и прават споредба со гиро на Ханиоти и гиро во Охрид. Издавачите на апартмани од Охрид реагираат до угостителите во македонскиот туристички бисер да ги коригираат цените на своите услуги, бидејќи на туристичката сезона и се заканува фијаско. Велат дека градот е празен во средината на јули, жално е да се гледа чашијата празна. Како главна причина за тоа секако се цените во рестораните, сендвичарите, кафетериите. Во своето писмо раскажува дека пред недела дена со семејството бил на Ханиоти, Грција, и видел колку туристи има од Македонија и од соседна Србија. Се уверив во тоа дека цените во Охрид се превисоки, затоа туристите за истите пари одат во Грција. Цената на гирото на Ханиоти е 2 евра, а во Охрид 2,5 евра. Сликите се доказ, пишува тој. Месецот на Рамазан, постот во муслиманскиот свет е во втора фаза. Битолското муфтивство за утре најавува голем ифтар, вечера на отворено во населбата Довлеџик. Очекуваат преку 2000 посетители. Оливера Михајловска. За исламскиот свет, светиот месец Рамазан, месецот на постот, е во втора фаза пред големиот празник Рамазан Бајрам. Годинава исламската верска заедница од Битола неколку дена пред почетокот на постот одржа свечена академија со ориентална карактеристична музика за овој народ. Со огромно благодарение кон возвишениот Аллах и покрај тоа што постот се одвива во еден од најжешките месеци во годината, во јули, муслиманите, односно постачите, со посебно задоволство го испостуваат овој месец, без да почувствуваат никакви проблеми, никакви тешкоти. Напротив, убавината и дражата на постот е токму сега, значи да се одрекнеш од она што најмногу го сакаш во името на возвишениот Аллах. Активностите на муфтиството течеле како што треба. Пред неколку дена имале муслиманска вечер наречена ифтар. Присуствува повеќе од 300 припадници на исламо, не само на исламо, него на тој ифтар имавме и гости кои ни укажаа честа не беа припадници на исламо, што значи дека меѓу човештвото нема граници. Организатори на тој ифтар беа нашите пријатели од Република Турција, односно турското Румели друштво во Република Турција, кој го сочинуваат претежно граѓани од Република Македонија. Денеска го најавија традиционалниот голем ифтар на отворено во населбата Довлеџик. За повеќе од 2200 граѓани на Битола, припадници на исламо, меѓутоа на тој ифтар се поканети сите битолчани, без разлика на вероисповед. Значи, ќе ни биде посебно драго да
присутните бидат од мешан верски карактер. Најавениот голем ифтар во населбата Довлеџи ќе се случува во близина на Бас институтот на отворено, доколку времето го дозволи тоа. Во спротивно ќе најделе друга алтернатива. Организатор на овај ифтар е Муфтиството на Исламска верска заедница во соработка со Истанбулската голема општина Бајрам Паша, директно со градоначалникот на Бајрам Паша Атила Ајдинер. Исто така, утре очекуваме и еден посебно висок гостин кој ќе биде од многу големо значење за Битола, најверојатно тоа покасно ќе го сватиме. Тоа ќе биде господинот Хамди Топчу, кој е председател на управниот одбор на Turkish Airlines, значи ќе биде наш гостин во Битола. Неговото доаѓање со една посебна цел, меѓутоа сега веќе не сум во состојба да кажам што понатаму. Муфтијата не ја откри важноста на овој гостин, ниту пак целта на посетата, дали се работи за планирани инвестиции или нешто друго. Еве што ќе гледате во продолжението на Актуел. Рубен Смуратовски избран за актер на Европа. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: колку пари ќе потрошиме за годишниот одмор? До 500 евра, од 500 до 1000 евра, повеќе од 1000 евра. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Повремено сончево облачно со локални врнежи од дожд, особено во попладневните часови, не очекува денеска во Битола температурата до 21. Во собранието седница на Комисијата за уставни прашања, предлогот за пристапување кон измена на уставот на Македонија е единствената точка на дневен ред. Председателите на 8 земји од Западен Балкан синоќа во Дубровник се заложија за зајакнување на економската соработка во регионот, која беше попречувана поради војните на Балканот. Препорачуваме Америка да ги усогласи своите мерки обврски, се вели во сопштението на Независната комисија на Светската трговска организација и се истакнува дека американските царини на кинеската стока не се во согласност со глобалните прописи. Се запали туристички автобус во Грција во кој патувале 22 американски студенти, нивниот професор. Пожарот избувнал на среде автопат од засега непознати причини. Повредени нема. Најмалку 50 лица се повредени денеска кога 3 вагони во метрото во Москва излетаа од шините, но не се превртија. Работодавачите во приватниот сектор веќе имаат обврска да исплаќаат К-15 согласно колективниот договор постигнат со синдикатите, но за вработените во државната јавна администрација за ваквата можност и натаму се преговара. Живко Митревски, председател на ССМ, во интервју за вечер потврдува дека регресот за годишен одмор се договара и за јавниот сектор, но во согласност со буџетските средства со кои располагала државата. Тој вели дека ССМ им стои на располагање и им нуди бесплатна правна заштита на работниците кои нема да добијат К-15. Бидејќи општиот колективен договор за стопанството со кој се утврдува ова право беше поврзан со овие анализи, навистина сметам дека нема да има проблеми во делот на исплатата. Самиот факт што во овој период веќе имаме исплата на над 10.000 работници доволно зборува дека започна реализацијата на оваа активност, вели Митревски. Аднан Јашари, новиот министер за правда од редовите на ДУИ, е официјален владин представник во собранието за уставните измени, а неговата матична партија во пресед на денешната седница на Комисијата за уставни прашања, на чиј дневен ред се измените, соопшти дека не може да гарантира дека пратеникот Хазбилика ќе гласа за владините предлози. Во ваква атмосфера денеска почна собраниската процедура за 8-те владини измени на уставот.
во кој секој глас е битен бидејќи мора да има двотретинско мнозинство за да бидат усвоени. За да поминат потребни се 82 гласа, поради што практично гласот на лика е неопходен. Аналитичарот Арсим Синани смета дека несогласувањата меѓу владините коалициски партнери имало и досега, но дека сега се појавуваат и различни мислења внатре во ДУИ. Имаме нови ситуации и мислам дека работата нема да оди баш добро. Мислам дека ќе има потешкоти. Има едно мислење внатре во ДУИ кое смета дека треба посериозно да ги сваќаат проблемите на албанците, вели Синани, и додава дека ако власта сега се обиде да бара поддршка и од опозицијата, со која диалогот е закочен, СДСМ нема да попуштеле. Инаку владата предложи 8 уставни измени, односно дефинирање на бракот како заедница меѓу маж и жена, ограничување на дефицитот на буџетот и на јавниот долг, формирање на финансиска зона која би развивала посебна правна и финансиска регулатива, промена на називот на Народната банка, воведување на институтот уставна жалба, промена на составот на судскиот совет, промена на надлежноста за одлучување по жалба на одлуките на судскиот совет и дефинирање на Државниот завод за ревизија како уставна категорија. Ја отворам првата седница на Комисијата за уставни прашања. Не сум известен на некои членови дека се спречени да присуствуваат на седницата. Констатирам дека на седницата присуствуваат множество членови на Комисијата. На седницата присуствува и представникот на предлагачот на владата на Република Македонија, господинот Андан Јашари, министерот за правда. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Прва точка, предлог за пристапување кон измена на Уставот на Република Македонија, поднесен од владата на Република Македонија. Кој е за предложениот дневен ред, молам да крене рака. Ве молам само една работа, тие замениците што се заменици, која не е членот тука. Која е членот тука, си гласа за членот. Ве молам. Ве молам повторно да кој е за предложениот дневен ред, молам да крене рака. Дали има некој против? Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека со 8 за, 1 против е усвоен дневниот ред. Она што последниве денови е актуелно е преработката на битолчанец кој живее во Њујорк, бразилска мелодија, македонски автентичен текст и Кркрдаш во изведба на Крсте Роџевски. Маја Богоевска. Topol bran odjeni malo, temen krst kaj krkrdaš, длабок стив морници на твоето тело. Сигурно го видовте, сигурно го слушнавте. Деновиве е повеќе од актуелно на интернет, а ако сте од Битола, уште повеќе ви значи. Крсте Роџевски е битолчанец кој живее во Њујорк и таму работи како психијатар, има своја ординација. Но Крсте поседува и еден водвременски музички талент, неговиот глас. Со песни од Бадев, Жобин, Сариевски. Неговиот безпрекорно чист глас споен во една македонско-бразилска мелодија комбинирана во едно видео, колаж од неговата лична архива, фотографии и видеа. Текст напишан од Роџевски, а музиката преработка на музика на еден од легендарните бразилски музичари, Жобин, основоположник на стилот боса нова. Песната е снимана во студиото на Бојан Ѓошевски, а под видеото стои благодарноста до Милчо Манчевски и Јана Бресанин. Но љубителите на делото на Манчевски веќе знаат кој е Крсте Роџевски. А како да ја заборават незаборавната преработка на песната Еден бакнеш во изведба на Роџевски, а која беше дел од филмот Сенки. И не само тоа, Крсте Роџевски се појави како вокалист на концертот на Дуке Бојаджиев во Карнеги Хол во 2011 година, а пее и неколку numери од неговиот албум. Додека Крсте не израдува со некое ново соло, да уживаме во најновото. Кркрдаш. Ладна потнесоница, Маријовска тресеница,
a niz prozor daleku se gleda pelister oprekrasen. Со изведба на представата Вејка на ветрот од Колечашуле во режија на Ирена Стериовска заврши во годинешното 20-то издание на Интернационалниот театарски фестивал Актер на Европа. Добитник на наградата за Актер на Европа 2014 е македонскиот актер Рубен Смуратовски за главната машка улога во представата Вејка на ветрот. Сите заедно да се вградиме во тој прекрасен букет од бои, мозаик, кој ја символизира духовната и културна поврзаност меѓу народите, и заедно да ја славиме уметноста и убавината како универзална вредност. Убавината за која Достоевски, еден од најмаркантните великани, мислители и познавачи на библиските универзални вредности, вери: убавината ќе го спаси светот, мислејќи на убавината во нашите души, на иконата и ликот Божи во нашите души. Навистина, изгледавме едно прекрасно издание на Актерот на Европа. Актерот на Европа, како фестивал, прераснува во вистински спектакуларен настан за лесен и преспа. И не само за лесен и преспа, туку и многу пошироко. Иако вечерва доделивме награди, иако вечерва стручното жири направи некаква квалитативна дистинкција помеѓу представите кои што продефилираа на годинешното издание на Актерот на Европа, сепак јас мислам и убеден сум во тоа, дека годинава сите вие сте победници на овој прекрасен, спектакуларен фестивал. Сите придружни луѓе кои што им помогна да ги реализираат представите, костимографи, сценографи, тон мајстори, светло мајстори, музички уредници и така натаму. Но годинава победник беше и нашата прекрасна публика, нашата прекрасна ресенска театарска публика. Еве што донесува светот на актуел. Обединетите нации се повлекуваат од Либија по убиствата во Бенгази. И за други вести од светот, покусата пауза, останете со нас. Прва премиера од театарското училиште Бабец. Ученици од музичкото училиште од Битола со концерт во Италија. Кошаркарскиот клуб Младост се врати со неколку медали од турнирот во Франција. Едукативен настан на Сдруженијето за заштита на животната средина и животните Мали херои. Продолжете да се забавувате и останете познати во Барфлеј. Израел денеска го прифати египетскиот предлог за прекин на огнот во појасот Газа. Кабинетот на премиерот Бенџамин Нетањаху соопшти дека го прифаќа предлогот кој стапи во сила утрово, а кој палестинската страна го одби. Египет синоќа предложи привремен прекин на огнот како прв чекор за прекин на најновиот израелско-палестински судир, во кој досега животот го загубиле 175 лица, а над 1300 се ранети. Египетското министерство за надворешни работи објави план во 3 точки што треба да започне со 12-часовен прекин на огнот од страна на Израел и Хамас. Потоа следи отворање на граничните премини и преговори во Каиро меѓу двете страни. Радикалното палестинско движење Хамас соопшти дека прекинот на огнот без договор е исклучен, додека вооруженото крило на Хамас, бригадните Езеит Ел Касам се закани дека ќе засилат борбата против Израел. Председателот на палестинците Махмуд Абас го поздрави планот за примирието. Тројцата главни осомничени за бруталното убиство на 16-годишниот палестинец во почетокот на овој месец признаа дека го киднапирале и жив го запалиле.
Осомничените, од кои двајца малолетници, кажале дека со убиството на Мухамед Абу Гдаир сакале да се одмаздат за убиството на тројца еврејски тинеџери ученици на верското училиште на Западниот брег. Наведено е во судското соопштение. Официјално обвинение се очекува, а во меѓувреме осомничените се испратени на психијатриско вештачење. Обединетите нации го повлекоа својот персонал во понеделникот навечер од Либија, откако најмалку 13 луѓе загинаа во борбите во источниот град Бенгази и во главниот град Триполи поради заканите за затворање на меѓународниот аеродром, јавува Ројтерс. Безбедносни болнички извори потврдиле дека најмалку 6 лица загинале, а 25 се ранети во Бенгази во тешките борби меѓу силите на безбедноста и ривалските милиции во текот на изминатиот викенд. Племенските милиции во борбите во Триполи убиле најмалку 7 луѓе стрелајќи врз главниот аеродром, пошто поради безбедност се сопрени сите меѓународни летови во Либија. Тоа се најтешките борби во либиската престолнина во последните 6 месеци. Припадниците на вооружените сили на самопрогласената Народна република Лугајнс соопштија дека во последните 24 часа во текот на борбите на аеродромот во Лугајнс убиле околу 100 војници и уништиле 5 тенкови, 2 оклопни возила и една минофрлачка батерија. Припадниците на вооружените сили на самопрогласената Народна република Лугајнс соопштија дека во последните 24 часа во борбите на аеродромот во Лугајнс убиле околу 100 војници и уништиле 5 тенкови, соопшти преслужбата на Народната република. Во текот на тие војни операции, според поdatоците на Украинското министерство за здравство, загинале 478 цивили, а 1392 се повредени. Покрај тоа уништени се многу згради, а повеќе десетици луѓе биле приморани да ги напуштат своите домови, е билансот од случувањата во Украина. Трагичниот биланс е 19 загинати, најмалку 160 повредени во страшната железничка несреќа која утрово се случи во московското метро. Се излекуваат патници од излетаниот воз во метрото. Хаос по железничката несреќа која се случи утро во московското метро. Бројот на загинати и повредени постојано се менува и расте, а спасувачки екипи и пожарникари се во трка со времето во обид да спасат некои од заглавените патници во вагоните. Голем број од повредените веднаш со хеликоптер се пренесуваат в болница. Несреќата се случи откако возот нагло закочил во време на утринскиот сообраќајен метеж, пошто неколку вагони се откачиле и излетале од шините. Причината, според неофицијални информации, бил проблем со струјата. Меѓу тешко повредените и машиновозачот кој е хоспитализиран. Првиот вагон претрпе најголема штета, изјави патник кој се наоѓал во вториот вагон. Руските власти ја отврлија можноста за терористички напад. Жан-Клод Јункер е избран за претседател на Европската комисија. Од вкупно 751 европратеници во денешното тајно гласање зедо учество 729 европратеници. За Жан-Клод Јункер гласаа 422 европратеници, 250 беа против, а 47 гласачки ливчиња биле неважечки или воздржани. Приоритетите во мандатот на Јункер ќе бидат единствен дигитален пазар, енергетска унија, зајакнат единствен пазар со засилена индустријска база, потесна и поправедна економија и монетарна унија. Британскиот министер за надворешни работи поднесе оставка. Шефот на британската дипломатија Вилијам Хејк поднесе оставка на функцијата, но најави дека останува во владиниот кабинет како лидер на долниот дом во парламентот. Досегашниот прв човек на Foreign Office соопшти и дека по парламентарните избори во мај идната година ќе се повлече и од британската политика, откако 26 години беше пратеник од Ричмонд во англиската област Северен Јоркшир. Фудбалската репрезентација на Германија се врати во својата земја од Бразил, каде освои титулата светски првак. Фудбалерите на аеродромот Тегел стигнале нешто по 10 часот, а неколку стотици фанови на самата писта ги поздравиле фудбалерите предводени од капитенот Филип Лам. Играчите од аеродромот со панорамски автобус се превезени до Бранденбуршката порта во Берлин, пред која се наоѓа неколку стотици илјади граѓани облечени во црвени, црни и златни маички. Според германските медиуми, светските шампиони беа пречекани од 500.000 луѓе. Ова беше прекрасно светско првенство. Фактот дека себе си успеавме да се наградиме со титулата го направи надпреварувањето уште поубаво, рекол Тони Крос. Германија во Бразил освои четвртата светска титула во својата историја, откако во финалето со голот на Марио Ѓеце во 113-та минута ја совлада Аргентина со 1:0.
Облачно, свежо и врнежливо, наместа ќе има пообилни врнежи од дожд, проследени со грмежи и се очекува локално да наврнат и над 30 литри на метар квадратен, ќе дува слаб до умерен северен ветер. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Толку во Актуел, повеќе информации на tera.mk.